Почитувани, владата на Република Македонија инвестира и реализира проекти во општина Струмица. Во текот на изминатите 4 години, владата на Република Македонија со цел поттикнување на локалниот економски развој инвестира 726 милиони 546.736 денари. Во делот на патната инфраструктура со средства од буџетот на Република Македонија во висина од 423 милиони 904.282 денари, во тек е изградбата на патниот правец Радови Струмица, чија изградба се очекува да заврши во текот на оваа година. Граѓаните треба да знаат, овој патен правец е трасиран во далечната 1942 година. Поплочен е со коцки, а деловно и асфалтиран во 60-тите години од минатиот век. Владата на ВМРО-ДПМН во овој мандат ќе го заврши патот во формат магистрала. Исто така, со средства во висина од 166 милиони 12.966 денари, обезбедени од Светска банка, во тек се градежни активности за изградба на патот Струмица-Дојран, кој е во должина од 31 километар. Овој пат по клисурата на реката Тркања е пробиен во 20-тите години од минатиот век. Струмичани велат после големиот земјотрес. Во 70-тите години, исто така од минатиот век, патот е последен пат асфалтиран. Владата на ВМРО-ДПМН во целост за прв пат по толку години го реконструира и овој патен правец. Граѓаните треба да знаат, од буџетот на Република Македонија беа обезбедени средства во висина од 99 милиони 629.488 денари, со кој беше изграден патниот правец Куклиш-Банско во должина од 8,3 километри, кој е веќе пуштен во употреба. Со изградба на овој патен правец, за кој со децении се воделе политички дебати за негова изградба, владата на ВМРО-ДПМН премина на дело и најпосле овозможи овој регион да создаде предуслови за брз економски развој. Граѓаните треба да знаат, во однос на изградбата на локални патишта, општина Струмица има аплицирано само со еден проект, и тоа за изградба на локалниот пат од Струмица за Попчево во должина од 6,1 километар. И тој проект владата на Република Македонија го одобри. Вкупната реализација на овој проект изнесува 37 милиони денари. Граѓаните треба да знаат. Благодарам.